Мицковски е подготвен да плати висока политичка цена во борбата со инфлацијата и високите цени во супермаркетите, изјави тој денес категорично. Апсолутно да, затоа што свесни сме, откако го лоциравме проблемот каде, свесни сме дека тоа можеби ќе има и политичка цена и тука немаме никаква дилема, но подобро на краток рок да ја платиме таа политичка цена, отколку граѓаните да ја плаќаат во континуитет на долг. Оваа изјава на Мицковски доаѓа во период кога граѓаните се жалат на се повисоки цени и засега државата не успева да се справи со нив. Досегашните владини мерки и препораки не ги исполнија очекувањата до крај, поради што сега се размислува за нов и поефикасен начин. На одлучноста на Мицковски е претходи изјава на министерот за економија Дурмиши, кој на трговците им испрати последно предупредување за нивната стратегија со цените која спроведуваат. Ако вака се однесуваат, како што се однесувале овие 3 месеци, ќе не воведат во ситуација да донесеме една одлука која ќе биде многу построга. Каде што ќе им излеземе нормално на пресрет на граѓаните, но денеска ќе биде крајната препорака од нашата страна. Она што граѓаните особено ги иритира е паралелата која тие прават со цените на производите кај нас и во некои други балкански држави, по примерот на Хрватска, каде цените на голем број основни производи се драстично пониски од оние кај нас. Но јасно е зошто во Македонија цените се толку високи и зошто само во еден месец ценовната инфлација порасна за повеќе од 4%.